Поплаките од лекарите и медицинските работници за недостигот на заштитна опрема не запираат. Тие очајно молат за маски, визири, капи, каљачи, ракавици насекаде по медиумите и социјалните мрежи. Доктор Игор Кузмановски од клиниката за неврологија за Алфа вели: маски и ракавици е единствената заштитна опрема што ја имале на клиниката, но и тие во ограничен број, а останатото, како наочари, скафандери и каљачи, медицинските лица го купувале од свој джеп. Ни ковид болниците, ни 8 септември, колку што знам од колеги, доктори нема добиена адекватна опрема. Секој од нас сам се снаѓа, сам си купува или наочари, или маски адекватни, FFP2 или 3, бидејќи само тие штитат, нели? И секако не станува збор за каљачи нигде нема колку што знам. Кузмановски остро реагираше и за изјавата на епидемиологот Караджовски и ја оцени навредлива. Караджовски ги обвини медицинските лица дека не знаеле да се заштитат од вирусот, оти неправилно ја користеле опремата и не ги почитувале протоколите за работа. Таа изјава е навредлива и непрофесионална од Караджовски. Исто така знаеме дека бројката е над 106 за болени од вкупниот број здравствени работници, што е сигурно негде околу 13%. Никаква обука не е спроведена. Прво здравствената опрема треба да има, а после тоа сепак треба да се спроведе обука. Изјавата на министерот исто е непрофесионална, не може тоа средна школа или од факултет да се научи. И доктор Александар Каревски на социјалните мрежи побара Караджовски да одговори кога, каде и каква заштитна опрема била дистрибуирана низ здравствените установи со датуми и локации и каква едукација спровел или организирал за медицинскиот персонал и дали тој лично се обидел да се придржува до истата. Инаку досега околу 120 здравствени работници во земјава се заразени од коронавирус.